чиста да се даде чиста. Почитувана председателка, почитувани колеги съответници, почитувани гости. Каква гости? Има? Не, новинарката да благодаря. Също се занимава. На почеток от нова седмица, отделът за съветнички прашања, докажавме дека на Талески не може да му се верува. Едно зборува, а друго прави. Како може да му веруваме на човекот, ако сега почнам да ги набројувам на исполнетите ветувања кои што ги има дадено за овие два мандати, за овој трет мандат, слободно ви гарантирам, може да се замените од тука и да се вратите во понеделник, а јас уште ќе зборувам. Абе, аз не сте палиш кои ќе Ке има простор и да ме надоволим. Това е страшно. На толку многу лаги и ветувања, слушнати изминатите години од Талески неговите соработници, ние не можеме да останеме слепи и глупи. Сега, после сите тие лаги и ветувања, Талески ќе го враќа спортскиот дух во Битола. Дали знаете денеска што е спортски дух во Битола? Урбан мит. Затоа на Талески не може да се верува. Велат дека подсетувањето е мајка на знаењето и ајмо да се подсетиме. За случувањето од 23-та седница на овој совет одржана 27 август 2014. Значи пред месец и половина. Пред месец и половина Талески неговиот тим постави одлука пред нас како совет да му дадеме клубот на лицето од Кипар со седиште во Латвија. Тука се беше грешно, вклучително и адресата на живење имате грешно напишано. На моето прашање до господинот Бончановски, на дискусијата која се случуваше во Комисијата за млади, спорт и рекреација, дали мислите дека ова е добар договор, господинот Бончановски не убедуваше и стоеше позади одлуката на истиот тим кој има спроведено и ова одлука, дека станува збор за одлучна понуда која што може само да се ознова клубот и општина Битола. За појден месец, да го видим истиот тој господинот Бончановски, седна во прв ред, заедно со Талески, како наздравуваат и подпишуваат договор со друг понудувач. Пред месец и пол, истиот тој човек, Талески и неговиот тим, предводен од господинот Бончановски, од 5 живи се убедуваат да не уведат дека понудувачот од Кипар со живалиште во Латвија е месијата за битолскиот фудбал. За појден месец да се сликаат со друг месец. Затоа, драги мои, на Талески не можем се верува. Што се случи на таа 23-та седмица? Советот ги долби и дебатираше во понудите за во форма на договори кои го доставени до општина Битола за купување на акциите на фудбалскиот клуб Пенисто. И отворивме детално прашањата и Талески неговиот тим беа заголени пред јавност. Не знам дека градоначалникот Соголен пред јавноста не е некој посебно после два мандати се му врвело по советот, овој пат можеше да го се проши. Прв пат го видовме Талески да повлечи одлука од седница на совет. Да се повлечи и да преработува својата одлука. И сега што? Егото на принцот е скршено. Абе, чуте, да.
тука, драги мои колеги советници, не се работа за футболот или спортот во Бидола, него покаже дека му е грижа, тој покаже дека му е грижа за спортот и футболот во Новозеландскиот снег. Ама сега, после повлекувањето на претходната седница од Совет, тој мора да се покаже како херој, како витез во бел кој, на бел кој. И сега што се предизвикуваше следниот чек. На следната седница на Советот, одржана на 22 септември 2014, значи по скоро 3 недели, мнозинството на Советот носи одлука со која се овластува градоначалникот на општина Битола да изврши евалуација на алтернативни понуди, пристигнати во архива на општината до 12 септември 2014 година, исклучи договор со најповолниот понудувач, имајќи го предвид одредените критерии. Тогаш, од оваа говорница кажам, при сега ќе повторам, дека немам поверба во тимот која води оваа поставка. Зошто? Затоа што многу пати до сега се покаже дека на Талески не може да се верува. И повторно се покаже дека сум во право. Комплетно, занемарувајќи го членот 3 од одлуката од 24-та седница. Со оваа одлука ние како Совет му дадовме овластување да изврши евалуација на понудите. Но Советот на општина Битола да донесе одлука за продажба на акциите, согласно спроведената постапка за евалуација. И што добивме од сето тоа? Шоу. Витезот Боклоп на бел коњ го спасува футболот во Битола. Гламурозна конференција, многу сликања, лажни насмевки, намигања, легендарни изјави за 14 играчи во футболот. И на крајот небела сметка за трошок на коктелот, конференцијата и рекламниот материјал, тоа не знам дали како општина ќе подмириме 75-25 со купувачот или во некој друг сооднос. Сега тоа не е ништо. Тоа е капка во морето, затоа што требаше да се слободи капицот на Талески. И неговата желба за сметка. И сега рака наставце тука најдешко беше на Бончановски. Седнат во првиот ред, ама битно беше дека шефот беше задоволен. Ништо да сваќа. Видовме наши... Не сега, неговата вијанаца. На сликите видовме некои наши колеги советници. Како да през конференција. Значи, трибо е коктел през конференција. Кој требаше, најдобро, во името на Советот да му дадат легитимитет и некаков легалитет на пресконференцијата. Од легитимитетот и легалитетот на одлуката се носи денес во оваа сала. Сега би свадба помини. Сега треба да ги отвориме поклоните да ги видиме обврските. Ги побаравме од председателот на Комисијата за спорт и млади да ни бидат оставени договорите, чија основа ние денес треба да гласаме за или против одлуката за изборот на Талески. Вестите тие одговори за што денес од оваа говорница председателот на Комисијата каже дека има право да ги за изненадување или не. Договорите не ги беа дадени на разгледување. Ги побаравме на координација од председателот за изненадување или не. Договорите не ни беа дадени на разгледување. Председателката на Советот учтиво, потенцирам учтиво, не информира за нашето право на слободен пристап до информациите од јавен карактер, изистото да се обратиме до службите на општината. За нешто што како Совет треба да биде дел од материјалите за седница на Совет, сега треба да се обраќаме официјално до службите на општината. Зашто тука става дозволено? Ако нема што да се крие во договорите, од каде тогаш потребата од оваа нетранспарентност? Тоа само уште еднаш
ја потврдила изјавата дека Наталевски не може да се останува да виси во воздух прашањето дали во новиот договор стои според член 12. Со овој член општината има обврска со ведомно склучување на договорот да му отстапи накупувачот без документ целата расположлива инфраструктура на постечкиот стадион, постечкиот цеден на градскиот стадион, сите расположливи помошни терени и теренот со вештачка трева, со обврска на купувачот за негово одржување. Во овој член 12 став 4 стоеше договорните страни се обврзуваат на основа овој договор да склучат концесионерски договор со важење до 30 години. Поради сите досегашни влаги и манипулации, неискреност, криење на документи, закажување на комисии 5 до 12, после сите спинови со кои Талевски неговиот тим манипулираат со јавноста, како се собрат општина Пикола, повторно доаѓа до тоа дека на Талевски не може да му се вери. Јас, а секако ниту вие не познавате некој битолчанец кој не сака да го гледа Пенистер како најдобар македонски фудбалски клуб. Кој битолчанец не сака да се гордее со некои идни наши фудбалски звезди како Драган Канатларовски, Тони Мицевски, Митко Стојковски и многу други. На сите нас, битолчани, Пенистер ни е дел од нашето битие. Да навиваш за Пенистер и да бидеш битолчанец. Тоа е дел од нашата урбана култура. Сите ние, битолчани, како што сакаме да имаме чист воздух, исто така, го сакаме и Пенистер. Сега, скоро си, и Талевски како мал сигурно нагонал за ФК напредот од Кичево. За жал или за среќа, го разбирам. Го разбирам Талевски. Затоа што гледам што прави, а не што зборува, на Талевски не може да му се вери. Благодарам.